Законот за амнестија покрај тоа што ги раскара СДСМ од внатре, ја разнишува и владината коалиција. Партијата на Морачани нема да гласа за законот за амнестија. Од Дом за Алфа велат дека е точно дека треба да се релаксираат затворите, но тоа не треба да се прави со ваков закон со кој се практикува неказнивост. И од ЛДП се воздржани. Била дека во принцип тие не почитуваат неказнивост, но сепак главната одлука за дали нивната партија ќе гласа за во собранието ќе ја донесат партиските органи. Лично секогаш се залагам за индивидуална одговорност и да не се стимулира наказнивост, но секој да одговара доколку се огрешил соодветно на она што е пропишано со правните норми. Сепак, конечниот став ќе го усвојат партиските органи по разгледување и дебата за истиот. И до вчерашниот коалиционен партнер, кој пред 8 месеци го напушти политичкиот брак со СДСМ, Демократски сојуз, односно партијата на Павле Трајанов, нема да го поддржи законот. Истиот го критикува и убедува дека ќе поднесат голем број на амандмани и воопшто истиот закон нема да помине. Овој закон за амнестија е дел од политичкиот договор помеѓу трите партии СДСМ, ДУИ и Алијансата. Веќе еден од законите за кој што се противеше министра за правда, или не се служуваше, тоа е измените на кривичниот законник, ја помина, ги донесува во скратена постапка со европско знаме, без можност да биде блокиран тој закон, а имаше таква најава од повеќе партии. Додека ДУИ убедува дека законот за амнестија имал хумана димензија, Здружената албанска опозиција, односно БС Алтернатива и партијата на Меджити, вела дека законот служел за политичко профитирање пред избори и политичка пропаганда. Од албанскиот опозицијски блок соопштија дека предлог законот за амнестија бил направен од политички интереси на одредени кругови во власта. Оти како што велат, се гледа дека и таму веќе не стојат сите зад овој предлог закон. Одредени политичари, пратеници и министри се спротивставуваат на предлог законот. ВМРО ДПМН цврсто стои на ставот дека не го поддржуваат законот за амнестија. Портпаролот на партијата Стоилковски рече дека законот се предлага непосредно пред избори за на слобода да излезат како што вели криминалци. Најави дека законот ќе го блокираат. Секогаш кога доаѓаат избори, тогаш им текнува на амнестија на СДС и на ДУИ. Народот тоа јасно го препознава. Ова е уште една манипулација на владата, уште едно мешање на извршната во законодавната власт и ВМРО ДПМН јасно порача дека тоа нема да помине и дека ќе биде блокиран. Инаку предлог законот за амнестија стигна во собранието и веќе е доставен до пратениците од страна на собранискиот спикер Талат Џафери. Владата предлага тој да се носи по скратена постапка.